Светски обожуваната класика подгответе ја во вашиот дом за помалку од 30 минути. Она што е интересно кај овој рецепт е тоа што изобилува со различни текстури, ароми и вкусови. Од една страна ќе го почувствувате сочното пилешко кое што е совршено подготвено, а од друга страна ќе го почувствувате екзотичниот вкус на сосот. Солениот и благиот вкус на истиот допринесува за максимално уживање во ова јадење. Па ајде да ви покажам како да го подготвите пилешкото на кинески начин. Најпрво на даска исечкајте го пилешкото месо на коцки големи околу 2 до 3 см. Ставете ги парчињата месо во сат и зачинете ги со сол и мелен црн пипер по вкус. Во садот додадете го и сокот од лимон и добро промешајте додека сите парчиња месо не бидат покриени со сокот од лимон. Покрите со хартија за свежа храна и оставете пилешкото да се маринира околу 10 на минути. По 10 минути секое парче пилешко месо извалкајте го во нишесте. На загреана рингла на средна температура ставете ја тавата и во неа ставете го маслото да се загрее. Јас ја користам оваа гусена вок тава која е специјализирана за подготовка на рецепти како овој, а која е дел од новите садови за готвење и немали. Она што најмногу ми се допаѓа е тоа што е прилично голема и при мешање на состојките ќе бидете сигурни дека ништо нема да се прелие од тавата. Кога ќе го ставите стаклениот капак, силиконскиот рап прави вакуум, па храната многу побрзо се готви. Голем плюс е што вок тавата е направена од материјал кој не може да се оштети, па не се грижам дека ќе ја изгребам додека ги мешам состојките во неа. Најтопло ви препорачувам да си ја набавите од Веро, каде во моментов е на 50% попуст со купон плюс акцијата. Во тавата со загреано масло гответе го пилешкото околу 2 до 3 минути од секоја страна. Потребно е да добиете крцкав надворешен дел благодарение на нишестето. Користењето на нишесте наместо брашно при подготовката на овој рецепт помага при полесно формирање на погуст сос. Кога пилешкото ќе ја добие посакуваната боја, додадете ги чешнињата лук ситно исечкани, пилешката супа, соја сосот, шеќерот, медот и сокот од лимон. Гответе околу 2 до 3 минути, а во мал сад на страна измешајте ги заедно нишестето со студената вода. Користењето на нишесте може да биде малку комплицирано, тоа е лесно да се создадат грудчиња во сосот, па со вас ќе го споделам мојот трик како да го избегнете тоа. Многу е важно да користите многу студена вода, бидејќи нишестето се активира само во студена вода. Со помош на вилушка добро промешајте ја водата и нишестето. И оваа густа смеса додадете ја во тавата кога сосот ќе започне да врие сосем малку, не претходно, за да добиете густ и хомоген сос. Околу 2 минути. Тргнете од оган и сервирајте во чинија. За да го декорирате ова јадење, користете малку сусам и свежо исечкан макдонас или млад кромит. Сервирајте и со парче лимон. Со секој залак ќе го почувствувате ароматичниот и богат вкус со нота на лимон, а пилешкото ќе биде совршено подготвено. Кој би рекол дека ова јадење се подготвува за толку кратко време? Се надевам дека ќе го испробате овој рецепт и ќе ми испратите фотографија за тоа како ви испадна. Точните мерки за состојките користени во овој рецепт ќе ги најдете во описот на ова видео, а вие не заборавајте да ставите и subscribe на мојот YouTube канал за многу повеќе видео рецепти во иднина. Имајте забавно готвење, а ние се гледаме наскоро со интересен и вкусен рецепт.